Валори и прашува како да повеќе колаген за кожата и дали суплементирањето е добра стратегија. Валори, колагенот е многу актуелен у последно време и ќе станува се поактуелен затоа што можеби во изминативе 2 години во нашава држава почнува да се воведува и да може да се најде како суплементација, дали можеби преку боцкање, дали можеби преку одредени апчиња и напитоци. И колагенот е практично протеин кој што се врстува во го сметаат како лепак за телото. Во принцип тоа значи дека ако не е колагенот, телово нема да може да стои сврзано. Го има во коски, во тетиви, во зглобови, во кожа најмногу и најчесто потребата од колагенот е поради тоа што сакаме да односно луѓето после 30-40 година сакаат да можеби си овозможат да не се појавуваат толку брчки, да можеби имаат подобра кожа, поеластична кожа. Научните студии она што го зборуваат е дека се уште се сомневаат, тоест научниците се уште се сомневаат во научните студии кои што самите компании кои што произведуваат колаген ги даваат затоа што можеби се со тенденција дека да функционира, покажавме научно. Се уште нема официјални научни студии од можеби направени од Оксфорд, од одредени универзитети кои што најчесто се инволвираат во овакви работи, но пак јас у моментов имам добро мислење и би ти дал зелено светло за користење на суплементи. Од друга страна, колагенот кој што и самите компании кои што го прават како суплемент го произведуваат преку животински продукти, односно преку свињите, преку говедата, птици користат риби, така да со самото јадење на храна која што ги инкорпорира овие продукти, ти би си обезбедувал доволно протеински внеса, со тоа и ќе му дозволиш на телото да го користи колагенот. Од друга страна, не е само колагенот кој што би требало да го користиш за здравјето на коските и на кожата. Тука е целосната добра исхрана и нормално физичка активност. Многу често го зборувам ова дека одреден продукт нема да ти донесе здравје и комплетна благосостојба, така да користи ако користиш, но среди ја исхраната, затоа што тоа е само додаток и само до тоа кажува дека треба да имаш основа на исхраната, па да додадеш одреден продукт.